Господин Сезгин, како председател на местната заедница на селото Мелница, еве четврта година поред и вие сте дел од оваа мелничка и селеничка средба. Колку на Мелница, нели, му изначи оваа културна манифестација што се случува, што реално ве обединува и вас како селани и ви носи многу гости? Ви благодарам што дојдевте уште еднаш, да ги поздравиме сите овде присутни, сите што не гледаат во моментов. Па, како председател и како жител на ова село, исклучително ми значи оваа манифестација. Вие присутни сте од почетокот, самиот почеток од првата средба и гледате дека интересот е се поголем и поголем. Афирмирани сме насекаде во светот и онаму кај што живеат нашите сограѓани, таму кај што не живеат, не гледаат. Навистина, значи една огромна афирмација за нашето место. Се надевам вака дека ќе остане. Малку вечерва, за жал, времето не ни беше наклонето. Се надевам дека ќе бидат надминати овие мали недостатоци и ќе продолжиме со исто темпо и понатаму. Традиција е и селениците од Мелница да се враќаат во родното место, токму да им биде повод оваа и селеничка средба. Како ги одржувате контактите со нив през годината? Што е тоа што можете да го издвоите, да ни го кажете, како соработка, како вид на комуникација, можеби и секојдневна? И селениците или нашите сограѓани кои што живеат надвор од држава, од Мелница конкретно, не е причина само оваа средба да се враќаат, туку се враќаат континуирано во текот на целата година, затоа што тука имаат инвестирано во сопствени имоти, дури и повеќе од оние кои што живеат овдека, учествуваат во сите активности, хуманитарни и било какви овдека за подобрување на условите во нашето место. Комуникацијата помеѓу нас овде кои што живееме и тие што се надвор од селово се перфектни. Секој дневно има потреба некогаш да се слушнеме. Сите малтене имаме таму роднини, мораме да се гледаме. Значи, од каде се има дојдено вечерва? Од Швајцарија, од Германија, од Турска, од Норвешка, од Америка, Соединетите Американски држави. Па не знам да не испуштам некој, не се сеќавам сега баш. Што ќе им порачате на своите сонародници, оние кои што се надвор од родното место? Имате ли некоја порака што сакате да ја упатите? Порака, освен тоа да продолжат вака да си ја сакаат Мелница и Македонија, не би имал ништо повеќе од тоа. Мислам дека се што треба да им се порача, тие веќе го прават и се доста успешни во тоа. Меѓутоа, вие како председател на... Само уште една приликава да искористам да му изразам благодарност на господинот Драги Наумовски од името на сите мелничани, без разлика дали живеат тука или надвор, за тоа што вложи исклучително голем труд, се растрча на секаде, ни издржава и надвор и до Турска и на секаде собере податоци, расфрлани по сите институции овдека, по архиви, по ваму таму, да направи една книга во која што ќе ги смести сите податоци, да можеме ние и идните генерации да имаме еден документ за нашето село и за минатото на нашето село.